Почитувани представници на медиумите, ќе бидеме кратки, имаме време само за изјави, иако сте во голем број, имаме грижа на совест. Меѓутоа ќе имаме прилика и за покласична пресконференција. Во овој многу убав сетинг, со убав поглед, иако не го фаќавме езерото од собата каде што разговаравме, имавме многу отворени и искрени разговори. Разговаравме за сите прашања од кои што ја составуваат разликата околу прашањето на името. За дел од тие прашања има напредок, бидејќи се созреани. За дел се уште постојат разлики. Разговаравме за прв пат за временската рамка и за чекорите од кои што доколку се постигне решение, како тоа ќе изгледа и како тоа ќе се имплементира. И ова беше разговор без надмудрување, со големо разбирање за потребите на другиот. И нашиот главен предизвик е како главните грижи на двете страни да ги составиме и да ја најдеме комбинацијата што ова ќе го обезбеди. Додека ние разговаравме, имаа средба и работните групи, составени од високи дипломати, кои што врз основа на напредокот што го направија на средбата во Виена пред 10 дена, практично го усогласија текстот за идната соработка во различни области. Идна соработка во различни области, кои што работеа исто така на текст за спречување на иридентизмот од двете страни. Αποτροπή του ιρδεντισμού και από τις δύο πλευρές. Αποτροπή του ιρδεντισμού. И кои што исто така работеа и на преамбуларните параграфи од идниот билатерален договор. Και μελέτησαν επίσης το προήμιο. Μελέτησαν το προήμιο. Ναι. Μελέτησαν το προήμιο των συζητήσεων. Ќе ги информираме за овие разговори нашите премиери. Θα ενημερώσουμε τους πρωθυπουργούς μας. Процесот продолжува. Η διαδικασία συνεχίζεται. Има закажано во следниот период една квадриlaterална средба, каде што исто така ќе имам прилика да се видам со колегата Коција, со Никос. Έχει σχεδιαστεί μια μελλοντική τετραμελή συνάντηση όπου θα έχω την ευκαιρία. Меѓутоа ќе бидеме во контакт во следните денови и штом ќе имаме нешто конкретно за следниот чекор ќе ве информираме.